владењето на правото јас не гледам ни трак, ни глас. Нема владење на правото без поделба на власта, а кај нас власта е концентрирана во рацете на извршната власт, во рацете на премиерот. Тогаш не може да има спреги и кочници. Тогаш нашите слободи и права се загрозени, зашто ние учиме дека секоја власт се заканува да ве корумпира, апсолутната, апсолутното. Затоа секој ден се соочуваме со скандали, станавме скандалозна земја. Меѓутоа, мора да го смениме ова. Најавуваа битка со корупцијата и криминалот, но ние сме во врвот на корупцијата и криминалот. А што велат најсериозните аналитичари? Велат дека суверенитетот на една земја е најзагрозен од корупцијата и криминалот. Затоа ние имаме проблем со суверенитетот, не заради себе, туку заради нивната корупција и криминал. Не може да има реформи, не може да се оди кон неу без стручна и компетентна државна и јавна администрација. Меѓутоа, наместо стручноста и компетентноста, партиската блискост, книшка и послушност се виза за влез во државната и јавна администрација. Со таква администрација не се можни реформи, затоа треба да ги предупредиме на овие избори. За сите сериозни аналитичари, македонскиот политички систем е хибриден режим, нелиберална демократија, а со таква демократија не можете да бидете, да седнете, не можете да ги почнете преговорите и не можете да седнете на европската маса, зашто не сте стандардни. Неправда е кога се срамувате да испеете дека денес над Македонија се раѓа и дека македонците се борат за своите правдини, а јавноста, таа што плата ви дава, ќе ја убедувате, ќе ја лажете дека немало време за протоколарност и авионот доцнел на вашиот нов пријател. Неправда е кога на невистината и нема крај, па потоа ќе се препелкате и ќе кажете која била всушност вистината. Сте ја приватизирале химната за да не му нанесете штета на вашиот нов пријател дома во неговата земја. Ете, тоа е неправда. Неправда е кога се плашите да кажете дека нашите сонародници, дека луѓето кои што пеат македонски мелос и кои што играат македонски ора во северниот дел на нашиот јужен сосед, се македонци родени од македонци, тие така не сакале, така Господ сакал да се родат. Неправда е кога вас ви е срам тоа да го кажете. А сте премиер. Гордана е најинспиративниот професор на правниот факултет во Скопје. Затоа што е безкомпромисен борец за правото и правдината. Затоа што со својата биографија, дома, но и надвор, гарантира дека не секогаш, кога ние ќе бидеме централна власт, а Гордана ќе биде председател, ќе се сложуваме. Ќе имаме некогаш и недоразбирања. И така треба да биде. Затоа што ова не сме и не треба да биде едноумие. Со едноумието завршивме кога се ослободивме од комунизмот. Правда за Македонија, татковината повикува. Гордана Силјановска-Давкова.